подкаста. Сега е време повторно за гости. Нашата Ирена веќе го пречека вториот воедно и последен гостин во денешната утринска програма, кој ќе ни даде еден убав вовед за стрип културата во Македонија. Добро утро, Здравко. Добро утро. Иренче, денеска имаш многу креативни содржини. Да, така е, Сузе. Да продолжиме со разговорот или сакаш нешто да прашаш можеби околу стрип Јас подоцна ќе културата? се вклучам. Драго ми е што отвараме уште едно поглавје и начин на кој што ќе мотивираме многу млади луѓе да навлезат во тајните на стрип културата и да исполнуваат квалитетно слободно време. Повелете. Јас многу сум изненадена, позитивно, нели, затоа што има навистина огромен интерес за читање стрипови во Македонија. Браво, се радувам. Не само младата генерација, туку еве вака и ние повозрастните кои што сме од она време на Дилан Дог, на Загор, има и тоа не само машка популација, туку и жени кои што се многу Тоа е убаво да се влезени чуе. во ова. Тоа е прекрасно да Ова се е чуе. навистина големо колекционерство и е како пасија на многу луѓе. Јас дури сум изненадена колку е тоа многу развиено во Македонија. Одлично, добра вест, повелете. Да. Добро утро по втор пат, почитувани. Ова утро заедно со нас е Здравко Гиров, стрип автор, председател на Сдружение за промовирање на стрип културата во Македонија, насловено како МАК Стрипови, и еден од организаторите на Стрип Трип фестивалот, кој што пак се случуваше минатиот викенд, петок, сабота и недела, во МКЦ. Здравко, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Она што е повод за гостувањето е малку да ја промовираме стрип културата во Македонија. Не е заборавена, баш напротив, има огромен интерес за ова. Викендот што е позади нас веќе се случуваше повтор пат Стрип Трип веќе фестивал од оваа година. Какви се вашите впечатоци? Имавте гости од Европа, од европски земји, имаше и новина оваа година, се глумеше Дилан Дог, така беше, актери го глумеа, беше навистина интересно. Ајде вашите впечатоци да ги слушнеме за почеток. Па најпрво, добро ве најдов. Фала за можноста да бидам во ова студио и да позборуваме малку за стрип. Од Сабајле, со утринското кафе. Значи, супер поминавме, се надевам дека оние луѓе, така им кажав на сите гости што ги видов, нас со цела организација ни беше идејата да се забавуваат луѓето тие 2 дена. Пробавме да направиме малку да го раздвижиме местото, бидејќи е лето, малку е така, не е мотивирачки во 1,5-2 сатот да се макнеш усред Скопје или на најголемите жештини, да одиш да гледаш стрип, ама коза смешка и некоја иронија, баш имаше доста луѓе во споредба со прошлата година, малку повеќе, значи скоро дупло повеќе, според она што јас го видов. Искрено ја не видов премногу, пошто јас знаев се што се случува и на ништо не бев присутен, бидејќи во организацијата мораше да се организаторите трчаат секогаш и не можеа да застанат сите, така да ако ги викнете сите нели луѓе кои што беа инволвирани во организацијата, најверојатно ќе имате целосната слика како баш фестивалот се одржал, нели сите делови, детали во овакво. Имавме гости од Италија, ни помогна италијанската амбасада, неговата екселенција Андреа Силвестри, амбасадорот на Италија во Македонија, ни помогна околу тоа да ги донесеме гостите кои што сакавме да ги донесеме. Гостите беа Андреа Карди и Роберто Рекиони, кои што се меѓу другото и автори на стрипот кој што е исправен во моментов на тоа и има од, мислам, издание од книжарницата, стрип книжарницата Бункер и е преведен на македонски јазик и е во боја. Тоа е доста со тврд повест, тоа за оние луѓе кои што знаат што е стрип и нели сакаат да одвојат некој денар за тоа нешто. Ете една можност, кажува, да го имаат тоа на македонски јазик. Ние сме многу голема чест ни направија луѓето кои што беа тука. Значи, онака, буквално има еден ден во Македонија, бидејќи имаат еден тон обврски кој што мора, бидејќи Роберто Рекиони си беше своевремено 20 години баш на овој Дилан Дог, сега што го спомнавте. Значи, он беше главниот говорен уредник. Пардон. И
Моментот е дека таков човек, знаете, ретко доаѓа бар во овие кругови на стриповите, па поготово во Македонија, но ние сакаме како што ќе се одвива фестивалот и се надеваме нели ќе има секоја година ново издание, да донесуваме баш оваков тип на луѓе, значи од таа професија, за да можат нашата публика и цртачи да се запознаат со она што се случува надвор од параметрите на нашата држава и какви се трендовите надвор. Ако ништо друго, што викаат американците, workflow, значи како иде работата на сето тоа, како иде процесот на работа во индустријата за стрип. Значи тука огромна помош, значи во организацијата не бевме само ние, беа МКЦ пред се, они ни помогна, значи со просторот. Беа тотално онака излегува во пресред сите од нивната организација, потоа стрип книжарницата Бункер кој што нели изведе свое издание на Чамбара на гостите, значи стрипот, така се вика Чамбара. Во исто време ја дадоа и мислам Бункер ја даде и наградата за конкурс имавме оваа година за млад стрип автор, односно за како го крстивме македонска стрип иднина на Томислав Османли, ја дадовме втората награда, значи наградата по втор пат, за македонско стрип наследство. Он оваа година полни 92 години, е најстариот стрип цртач, ако не и првиот стрип цртач во Македонија, и се уште работи и уште се држи, нека се држи уште 92 со таа сила сега што ја има, затоа што беше искрено за некои млади деца што ги гледам како се врткаат низ нашево мало градче, убаво кажи овако тоа изгледа 92 годишен човек да се носи со нив и да стои со нив и да прави муабет со нив и така. Значи наградата ја доби Иво Андреевски, мислам дека беше, но не ме взимајте за збор заради тоа што јас сум многу лош со презимињата, знам дека се вика Иван. Ке си се појави, го имате сите објави, ги има официјални на страниците на Facebook, на Instagram, така да за тие подетелни информации ќе видите, одличен беше корицата, беше негова одлична. Имаше изданија, имаше многу цртачи, беа представени, извини, уште овој дел само уште јас сакам да ги покажеме овие македонски изданија поубаво. Освен Миле Топус, беа други 8 автори представени. Значи Гаја Смилевска, која што тој стрип тамо помалечкиот го има, потоа беше Владимир Благоевич, или ние го викаме Владодлак, така му е уметничко име. После имавме од Дарко Богданов, Никола Темков, кој остана што ја Дамјан Михаилов имаше. Ајвармен, извини што те прекинувам. Тоа е еден постар стрип, ама е од едни од нашите поддржувачи и дел од организацијата Стрип Квадрат, издавачка куќа, која што едно интересно издание каде што многу од стрипаджиите, односно стрип цртачите во Македонија кои што се уште работат, направи едно дело заедничко. И така, и сигурно некој заборави се, извинете, Горан Дачев беше исто изложен. Само идам сега по таблите, пошто јас кажа ги местев, да не заборавам некој. Добро, и да заборавите некого нема да се надевам дека нема да ми се налутат, Овдека што покажувам, тоа се македонски автори, овие се стрипови кои што се од македонски, како ги викате стручно, стрип автори, убаво се. И вие се исто така стрип артист, така? Ова беше првото ваше, заедно во соработка со Давор, така? Еве ќе го покажеме уште. И со екосвест. Ете така, уште еднаш. Од кога, сега да зборуваме малку за вас, од кога почнува вашата приказна со стрипот, вашето другарување со стрипот и како се создава, како настанува еве вака еден стрип, македонски стрип, еве вака може да се види, навистина е и квалитетно и секој стрип си има своја порака, нели? До читачката публика. Конкретно ово има тргање на фосилни горива како што е јагленото од играта. Ние го направивме со Давор тоа, нели, низ некоја малку пофантастична приказна. Секако има наведено одредени работи кои што секако решение на проблемот или можни решенија на проблемот, како начини за да се иде на подобро, на некој по-еколошки начин за да ние се грееме и имаме нашата енергија. Стрипот ја барам, еве прво да почнам од кај што почнавте и вие.
Ја почнав од 12 години да читам стрип, иако знам дека имам научено прво да читам стрип, па после да читам книги. Така да првите, значи на 5 години прв пат сум читал Микиев забавник во бивша Југославија, беше тоа издание. Потоа од 12 години почнав да цртам своји стрипови. Со тек на време, значи, тотално нешто друго учев, бев нешто, те Орце Николов, те Машински факултет, ама во некоја меѓувреме, ради некоја коинциденција мала и некоја, судбински момент може се случува, пуштивме со Давор баш, пуштивме еден аматерски тотално стрип, на стрип фестивалот во салонот, во Белград, таму 2003 мислам дека беше. Не добивме апсолутно никаква награда, пошто имаше феноменални цртачи, нормално, ама ни се јави од таму еден од комисијата, беше еден наш пријател Александар Сотировски, наш цртач, и он ни рече, сакате ли да работите, да видите, имаме цртано филмче, има проекти што се поврзани со стрип, чисто да видите како е. Од тука почна 20 години и отидовме по различни фирми, сите, текот на времето така иде, мислам, такво е времето, се тргнавме на страна, сите на своја страна, секако некако заеднички некако се твореше стрип цело во тоа некое меѓувреме. Во меѓувремето 2000 мислам дека беше и 10-та направивме, така беше, мислам дека беше оформено здруженијето Макс Стрипови, така се договоривме. Ни требаше групација на луѓе кои што сакаат стрип и цртаат стрип и сакаат да цртаат стрип и сакаат да учат стрип. И го направивме Макс Стрипови, прво направивме неколку изданија Синдром, имавме тоаш форум, така беше платформата на своето време. Во меѓувреме почнавме со некои работилници, направивме 2 школи за стрип за основна школа и една за, значи една за основци и една за средношколци, така и младинци. Потоа низ годините имавме мала пауза, затоа што искрено ја бев презафатен и беа турбулентни времиња со деца во игра и така натаму. Значи како млади родители, Давор ја малку така не фати неспремни. Ние сме сепак стрипачи, нели? Можда роден е, ама родител никој не е роден да биде само родител. Од почеток се учи тоа. Без разлика, земавме се, тргнавме на страна, кажува малку, но се реактивиравме пред некое време и сакавме да направиме баш нешто што ќе остане. Да. Не мора ние да биде. Ова е навистина нешто што ќе остане во стрип културата во Македонија. Колку се читаат стрипови? Се читаат, знам дека е озбилна пасија, има луѓе кои што озбилно се навлезени во колекционерството со стрипови. Се читаат ли само Дилан Док, Ален Форд и тамо кои други ги има познати, или се читаат и некои стрипови, ми кажавте, дури од Јапонија, така? Има, кои што да. се сега во моментов актуелни? Кај нас се во моментот преактуелни, јапонскиот стрип мангака, нели? Си има, значи, еден тон приврзаници, младата генерација, збориме од тинејџери на рани, значи тинејџерски години до доста касно во животот сакаат да си читаат манга, има некоја таков тип на, нели, сензибилитет, така да го наречеме, стилот може им се свија на сите, изложени се на крајот на криштата и нацртани филмови кои што се со таква стилизација. Али да, мангата е доста популарна во Македонија со самото тоа што одредени книжари цели блокови во Скопје, во овој случај сега зборам за Скопје, ама знам барем 2 книжари, нема да им ги кажам имињата, во Скопје кои што отворија цели нови блокови своји си ставија во својот, нели, уредување, само исклучително посветени само за манга, што самото по себе значи дека има интерес и нормално дека зашто не би имало. Мене би сакал да има уште повеќе кон стриповите, нели, интерес за читање и сл. За жал, може би дисциплината читање како читање, нели, читање на пишан текст или било што, полека се губи бар на печатана хартија, ама се надеваме дека тоа мислам дека може да се коригира. Мислите дека иднината ќе биде тоа? Може да се коригира, не. Тоа може да се коригира, тоа не е нешто што не може да се промени. Идејата е трендот се менува само ако се даде опција подобра од таа. Така е. И толку е. А кај нас се секогаш, нели, малку фаталистички се зимаат некои работи. Готово. Не е секогаш така. Ние се трудиме со Давор и со МКЦ што излегува за школата, нели, тоа сакав да ти кажам пријеска. Да.
Школа направивме, сакаме да ја одржиме, сакаме да ја заставиме на нози, да стои Школа таа. за што? За Конкретно стрип. за стрипови. Да. Тука би учеле луѓе како да Би учеле како се стрип, создаваат така? стрипови. Не технички само како се црта, бидејќи цртање е нешто што се учи со тек на време, да се посвети на еден човек, еден било каков тип на образовен кадар да само го научи да црта, е скоро невозможно, бидејќи тоа е како нели возење точак, не може цело време со човекот што те бутнал прв пат и ти рекол право и вози. Идејата е да возат сами и ние пробуваме да им дадеме опција на младите да освен нели секојдневните работи што се случуваат околу нив и се изложени на дали се тоа електронски медиуми, дали се социјални кругови и така натаму, да им даеме опција каде што они ќе можат да си се изразат креативно сами. Да. Во нешто. Сега што е тоа? Нешто, нели? Има црни стрипови, има бели стрипови, има забавни стрипови, има тажни стрипови, има сериозни стрипови кои што се замислуваш со нив, така да тоа ќе остане нели до автор. Здравко, работите ли нешто во моментот? Се создава ли нешто на тоа поле? Да. Зборувавме за фестивалот, зборувавме за стрип културата. Работите ли, се создава ли некој македонски стрип во моментов? Да. Има нешто што е може ли се крчка во најава? Ние имавме, да, Антонио Рангелович го заборив, Тонио Сан, он работи, треба да излезе во септември или октомври неговиот стрип албум, значи тоа е една работа што треба луѓето да ја видат, еден одличен графичка новела, уствари тоа доста посериозно е од обичен стрипче вакво околу моиве. Потоа, значи, јас ќе работам на вториот дел на Тим Еко, тоа ќе гледам да биде до 2025-та, раниот дел на 2025-та. Во меѓувреме ја работам како и сите цртачи во Македонија, сите работат на нешто друго. Своји проекти кои што некои ги чуваат во фиока скришно, затоа што такво е времето, треба кажа да се пази малку и од тие работи, за да си бидеш поексклузивен или да имаш поубав производ и по-нов производ и така. Да. Али да, се работи, сите работат нешто. Во овој момент на повеќето искрено не ни знам што работат. Ама знам дека секако се крчка, бидејќи од она што го слушнав во тие 5 минути што ги имав со сите да направам во тие круговите што ги правев, на стрип трип, па што така се собравме тие луѓе, нели, така и можат да се дружат да направат некоја мрежа. Од она што го слушнав, секој работи на одреден проект и доста добро на некои им иде да бидат при крај да финишират и се надевам ако се постави стрип трип 2025-та, ќе имаме уште повеќе што да покажеме. Па да не биде ако се постави, туку да се постави веќе, секогаш мора да се почне со кажува моментот на реалниот сакав концерт. тоа да прашам, веднаш кажувате по завршувањето на вториот фестивал, веднаш се подготовките за третиот фестивал. Секогаш. Пауза нема, така? Па паузата е 3 дена. И повторно за новиот фестивал. Испадна дека и тие 3 дена се нели за после фестивалот сите работи, активности што треба да се направат медиумски, оно да се си има работи кои што си барат, фестивалот се работи цела година, не се работи 5 минути. Со момциве од организацијата, посебно со Давор Драмиќанин, кој што се имате запознаено, он значи сите заедно толку многу напор се направи, се беше на ентузијастичка база, пари никој не доби. Значи не ни требаше, не се ни нафатија за да има хонорар, го направивме овој пат, да, за чиста љубов, за да се види дека е возможно. Чисто заради тоа што си имаш одредени препки, нема да навлегуваме и не ќе да навлегуваме. Не навлегуваме во тие работи. Поентата беше и покрај препките на било кај од било каков калибар, пак се изведе добар фестивал каде што луѓето можеа да отидат и да видат, да бидат дел од стрипот, ама да бидат и дел од стрип сцена. Имавме 4 сцени со стрип фигури и стрип манекени, кои што нормално ги изнајмивме, глумци имаше кои што стоеа во сцената и правеа одредени пози и се сликаа со посетителите и можевте да бидете, например, некој кој што е дојден кај Дилан Дог со својот проблем или со некој самурај, кажува дали му поклонува сабе или што и да ќе биде, нели, хирот на кој да е посетител. Во секој случај беше различно и беше подругче и од она што ми го кажа оние што мислам имаат авторитет бар кај мене, рекоа дека оваа година била доста подобра од претходната. Ние ќе се обидиме и се надеваме дека ќе има нели трета година и дека таа ќе биде подобра од оваа.
Ете така. Нека има трета година, да биде тоа повторно повод да не бидете гости, ама нема да чекаме цела една година, ќе ве викнеме, претпоставувам ќе има нешто ново, ќе излезе нешто ново еве што се крчка. Благодарам многу за разговорот, ќе ви посакам многу успешна работа на секое поле и ви благодарам што ја одржувате и што ја промовирате стрип културата во Македонија, не само кај помладата популација, туку и кај повозрасните, кога велам повозрасните, мислам на овие генерации 40 и плюс, така некако. Ви благодарам што не вративте во она време на читање Дилан Дог, кое што се уште трае и постои, и до следно видување ќе ви посакам многу успех и многу здравје. Благодарам многу. Исто и вам ви посакувам. Секоја чест, Здравко, беше прекрасно да не воведете во еден сосема поинаков свет од овој во кој ние сме од рано утрово. Честитки за сите кои што зедоа учество во овој втор авторски фестивал Стрип Трип и нека биде тоа поттик за многу луѓе кои сакаат да си најдат еден свој свет, да нурнат малку во тајните на стрипот, ќе уживаат вистински.